Вести на Слободна ТВ. Во Брисел денеска продолжува објаснувачкиот состанок за поглавието 24 Правда, слобода и безбедност, на кој што Европската комисија ќе го презентира новиот корпус на Европската унија АКВУС, донесен во периодот по 2018 и 2019 година. Следната недела продолжуваат состаноците за поглавието 23 Правосудство и темелни права. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј упати порака дека сега е најважно сите во Македонија да застанат за европската иднина на земјата и да помогнат во процесот на преговорите. Вархеј на средбата во Брисел со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич разговарал за процесот на скринингот во земјава со Европската унија, како и следните активности во процесот на преговорите за членство и актуелната политичка ситуација во Македонија. Маричич, кој воедно е главен преговарач на земјава со унијата, го брифирал еврокомесарот за проширување Вархеј за скрининг со станоците и за подготовките за билатералниот скрининг, како и за посветеноста и мотивацијата која имаат институциите на земјава за процесот. Вархеј потенцираше дека сега е најважно сите во Северна Македонија да застанат за европската иднина на земјата и да помогнат во процесот на преговорите со Европската унија, додавајќи дека тоа е процес кој е важен за иднината на државата и процес кој носи подобар живот за граѓаните. На состанокот било разговарано и за последните подготовки за подпишување на договорот со Фронтекс, кој ќе биде подпишан кон средината на октомври, но и за економските теми во пресрет на зимата која доаѓа и предизвиците со кои ќе се соочиме, предизвикани од енергетската и економската криза. Земјава официјално го започна скрининг процесот за усогласеноста на македонското законодавство со тоа на Европската унија на 15 овој месец. Се очекува овој процес да заврши во ноември 2023 година. Вице-премиерот Маричич рече дека досега сме усогласени со 40% од законодавството и во некои области сме на исто или на подобро ниво од државите кои веќе преговараат со години, како Србија и Црна Гора. Денеска продолжува дебатата за продолжување на кризната состојба во земјава. На оваа тема Собраниската комисија за одбрана и безбедност за кризната состојба во енергетиката трет ден ке расправа о матичната комисија, а по нејзиното завршување на пленарна седница ке може да се гласа за да продолжи уште половина година кризната состојба во оваа област, што е на сила со одлука на владата од 1 септември. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи вчера порача дека се бара продолжување на кризната состојба во енергетиката за да се обезбеди доволна флексибилност и механизми за справување со кризата, а сите домашни капацитети се ставени во функција за поголемо производство. Владата со соседните држави постигнува договори за гарантиран увоз на струја и енергенси, но тие би се користеле само доколку се исцрпат домашните извори на енергија. Количините на јаглен кои владата се обидува да ги обезбеди, оцени Битичи, е за да се гарантира дека ќе нема никакво нарушување во производството на електричната енергија. Во Црна Гора старото парламентарно мнозинство потпише иницијатива за разрешување на актуелниот претседател Мило Ѓукановиќ. Мнозинството пратеници во Црногорскиот парламент, 41 од вкупно 81 пратеник во собранието, потпишаа предлог за поведување постапка за утврдување дали претседателот на Црна Гора го прекршил уставот и го доставија до собранието. Иницијативата за разрешување на претседателот дојде откако Ѓукановиќ одби да го прифати предлогот Миодраг Лекич да биде мандатар за состав на новата влада и кога поднесе предлог за скратување на мандатот на собранието. Во своето образложение пак Ѓукановиќ изјави дека не ги добил сите потписи од пратениците, бидејќи не дошле кај него на консултации и дека не добил впечаток дека има јасно мнозинство кој ќе може да формира влада која би понудила решенија за многу тешки проблеми на финансиски, економски, правен, институционален и политички план. Во предлогот за разрешување, пратениците наведуваат дека Ѓукановиќ го прекршил уставот, бидејќи како што тврдат на дискусиите на мандатарот за составот на влада не ги повикал сите представници на политичките партии, ниту Миодраг Лекич, кој по договор на парламентарното мнозинство доби поддршка од 41 пратеник за да биде мандатар за состав на новата црногорска влада. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на седница на Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека референдумите во Донбас, Херсон и Запорожје се одговор на повикот на украинскиот претседател Володимир Зеленски до русите да ја напуштат Украина. Земјите од Западот стануваат на страна на конфликтот во Украина. Особено е циничен односот на оние држави кои ја пумпаат Украина со оружје и воена опрема, обучувајќи го персоналот на вооружените сили на таа земја, изјави Лавров.
Тој додаде дека наместо да се обидат да побараат од раководството во Киев да ги спроведе договорите од Минск, Берлин и Париз, цинично се замижува пред отворените закани на Киев дека проблемот со Донбас ќе се реши со сила, така наречениот план Б. За време на седмицата рускиот министер ги повика западните држави и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш да ги објават имињата на луѓето чии тела биле покажани во Буча. Украина на 3 април ги обвини руските сили дека извршиле масакр во Буча во близината на Киев, а локалните власти соопштија дека се убиени 419 лица. Есента во земјата и во северната хемисфера започна денеска во 3 часот и 3 минути. Во исто време на јужната полутопка на земјата настапи пролетта. Според прогнозата на седмоклучарите, на првиот ден од есента времето ќе биде променливо облачно со локален слаб дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 14 до 22 степени. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди и температура до 20 степени. За време на викендот утрата ќе бидат студени, а дневната температура ќе биде во пораст позначителен од почетокот на следната седмица. Според прогнозата на УХМР, од вторник има дестабилизирање на времето со локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат поројни со грмежи. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Ова беа вестите на Слободна ТВ.